Поминаа 40 фестивалски денови со што Охрид ќе запише уште едно успешно издание на фестивалот Охридско лето. 64-то поред. Фестивалската завеса се спушта вечерва на Античкиот театар со театарската представа Алиса во земјата на стравовите во изведба на Југословенскиот драмски театар, но во режија на македонскиот режисер Александар Поповски. Охрид е навистина едно од за мене најзначајните места на македонската култура и секогаш сум подготвен да дојдам овдека и многу ми значи кога представата ми гостува тука. Бевме паметни, не Скопје да биде град на култура 2028, туку Охрид. Да. Бидејќи на тој начин ќе покажавме многу една Охрид ги има сите елементи да биде град на култура. Ја прашавме директорката на фестивалот Наташа Поповик колку посетители годинава го посетиле фестивалот. Гледалиштата на Античкиот театар, црквата Света Софија, предворието на Света Софија, Долни Сарај и Центарот за култура беа исполнети до последно место, а тоа ни дава за право да кажеме дека понудивме квалитет, со кој го оправдавме епитетот на препознатлив и единствен фестивал на Балканот. За повеќето настани се бараше карта повеќе, а бележиме и рекордна посетеност на странска публика. Според нашата статистика во дирекцијата, на гледалиштата годинава имаше над 20.000 љубители на музиката и на театарот. Сега градот го очекува јубилејното 65-то издание на редното лето. Од фестивалот велат дека подготовките почнуваат уште веднаш. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.